Добро вечер. Вонредна политичка анализа. Ке имаме две теми. Едната тема наредниот вторник, ако немаме интервју претходно, на тема Русија, Украина, што се случува во Русија и во Украина. Втората тема е Вучич, Србија, нели тоа што ви беше најавено, што се случува во соседна Република Србија. Имам чувство дека изминатите 33-34 години, без разлика колку се оддалечуваме, колку се приближуваме, ние сме или функционираме врз принципот на врзани садови, да поврзани садови. И српскиот свет во Република Македонија всушност ќе се врати тамо некаде во златните 90-ти години, и тоа ќе биде една од темите на ова вечерашна вонредна политичка анализа, и тој ќе се нарекува нафтен српски свет. Кога бевме најблиску, значи повлекување на ЈНА, распаѓање на моделот Србиславија или Србославија или скратена Југославија, атентат на Киро Глигоров, а помеѓу кршење на ембаргото првенствено со нафта и нафтени деривати. Што ќе се случува во Србија ако Србија некаде до средината на јануари не ја реши во наводници нафтената криза со нафтената индустрија на Србија, па ќе имаме нафтен српски свет. Тоа ќе биде суштината на нашата вечерашна политичка анализа плюс домашни пикантерии. Ги слушнав и ги прочитав вашите сугестии, тоа што вие го гледате или го предлагате, или како вие сметате дека треба да биде редефинирана, ако треба да биде редефинирана ова вторнична политичка анализа во наредниот период, нели една, две, дали да има дневна доза и така натаму и така натаму. Суштината на тоа што сакам да ви го кажам, или суштината на тоа што јас го размислам, овие вторнични политички анализи, тие се политички анализи и тие веќе станаа бренд изминатите 3 години во Република Македонија. Преку овие вторнички политички анализи ние всушност влијаеме, го месиме и го моделираме политичкиот процес во Република Македонија. И мене ќе им биде многу тешко да се одвојам или да се трнам или да ги видоизменам овие вторнични политички анализи, бидејќи нешто е промовирано или етаблирано како бренд, вие тешко може да го менувате. Може да има некои дополнителни дневни дози на емисија во центар, мали мини анализи, меѓутоа ако вие на дневна основа ги анализирате работите, тоа е коментирање, а не анализирање. Анализа е, ако направите еднаш неделно, ги сублимирате сите процеси, всушност ги анализирате процесите, а не трчате или не ги анализирате настаните, бидејќи ако на дневна основа тоа го правите, вие мора тоа да го правите со одредени настани, судење, не знам, поврзано со кочени, така натаму и така натаму. И трчајќи по настаните, вие всушност да ги промашите процесите. Така што ќе треба нешто да измиксираме, нешто да споиме, нешто да одвоиме, нешто да додадеме и мислам дека ќе најдеме најдобро решение. Значи, вечерашна политичка анализа почнуваме со Република Македонија. Не знам дали приметивте како премиерот Христијан Мицкоски беше навлечен во наводници да влезе во конфликт со Аца Лукич, односно со Аца Лукас, извинувам, не ги знам овие фолк народни пејачи, и со неговиот менаџер. Видите, непримерно е премиер на една држава. Точно му е погодија точката на топење, точно му е погодија точката на суета, имале некаква комуникација, не завршила таква или не завршила така таа комуникација како што сакал Христијан Мицкоски, и излега овој Мирковиќ или како се вика менаџерот на Аца Лукас и дава одредени 3-4 минути во наводници обраќање, анализи, каде што се пресметува со градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев и се пресметува со Христијан Мицкоски. И на крајот на денот исто како со кочени, исто како со обвинители, исто како со судии, го навлекот на тенок мраз Христијан Мицкоски, почнува да чекори, почнува да му крцка мразот под него, сваќа дека ќе пукне мразот, дека ќе пропадне, ќе падне во вода и се повлекува. Меѓутоа штетата е направена. Штетата е тука бидејќи премиер на една држава не влегува во размена на аргументација, на аргументи, на пресметки, на вербално надмудрување со некако фолк, обскурен фолк пејачот Република Србија Аца Лукас, кој ни во Република Србија веќе нема некакво добро поминување или не е така прифатен како што бил некаде пред 20 години, па неговиот менаџер, па Боки 13, па влегува во некакви пресметки тука со Цеца, Национале или мајка или макија на српскиот народ или на српскиот свет во Република Србија и пошироко во регионот, се налепува Христијан Мицкоски, па вадат одредена афера со Насер Орич, па се налепува Милорад Додик и така натаму, и влегува тотално непотребно премиерот во една таква српска каша. Знаете, и кога вие ќе влезете во една таква српска каша, тоа всушност покажува дека вие тешко може да разлачите во моментот популарност, влијание,
можност за делување, креирање на политика. Така што вие, кој ќе имате и популарност, апсолутна власт, контрола на процеси, контрола на се, барем во одреден обем колку што ви дозволуват, вие тешко ја правите разликата помеѓу политичар и инфлуенсер. Во овој момент Христијан Мицковски сака помалку да биде инфлуенсер, помалку да биде политичар, затоа му се случи Аца Лукас. На тој начин тој всушност влегува во ролјата на Митко Јанчев. Но тоа, како велат, тоа што му личи на Цицерон, не му личи на волот, тоа е стара римска или латинска поговорка. На Митко Јанчев му личи да се кара со оној пејачот Кичево, па да се кара со Ацо Лукас. И колку да прави глупости, тоа му поминува, знаете, бидејќи очекувањето од него не се многу големи. Но ко премиер на една држава ке влези да го имитира или да го копира Митко Јанчев, тога станува кармакаш. Ајде на почеток да ја ставиме рамката или карабината на зградата, на конструкцијата, на анализата која вечерва сакаме да правиме. И таа анализа или таа рамка или таа конструкција ќе важи за Република Србија и ќе важи за Република Македонија. Ако анализирате модел на случување во Република Србија, не политички, не партиски, не тајкунски, не бизнес, туку еден модел на креирање, на месење на јавно мислење, на спојување на историја, сегашност и иднина, тоа ќе видите дека во текот на 90-те години во Србија овие радикални структури околу Шешел, Александар Вучич, Тома Николич и така натаму, Вук Драшковиќ во првата или почетната фаза на тој процес, работеа и инсистира и ја подгрева како сарма приказната за рехабилитирање на четниците, рехабилитирање на Дража Михајловиќ, враќање на кралската династија Караџорџевиќ и така натаму и така натаму. И тоа трае во текот на 90-те години. Во текот некаде после оние промени кои се случат 5 октомври и така натаму, се заборава на тие процеси. Вие воопшто го немате отворено тоа прашање. И како доаѓа Вучич на власт, заборавени се тие процеси. Никој денес не говори за Дража Михајловиќ, никој денес не говори за четници, читајќи ги порталите, медиумите, гледајќи ги дебатните емисии во Република Србија, туку целиот акцент е ставен некаде на пред 5 октомври 2000 година и пред сменувањето на Слободан Милошевиќ или шарената револуција во Република Србија или во соседна Република Србија, тогаш СР Југославија. Што сакам да кажам? Дека ако имате една власт која е составена од радикали на Шешел, социјалисти на Слободан Милошевиќ, персонифицирани преку Александар Вучич и Ивица Дачич, тогаш тие мора да направат историска рехабилитација на еден процес и еден период кој се случува пред 5 октомври и на тој начин всушност да направат една рехабилитација и на Војслав Шешел и првенствено на Слободан Милошевиќ. И ако тоа го преведиме на македонски услови, и тоа првенствено се однесува на ВМРО ДПМН, бидејќи СДСМ со мали исклучоци на Зоран Заев имат некаков континуитет, некаква константа, ништо не третират од својата историја или минатото на Република Македонија. Во текот на 90-те години, Лјупчо Ѓорѓиевски влегува во процес на рехабилитирање на одредени историски ВМРО-вски личности. Многу помалку Ванчо Михајлов, многу помалку Тодор Александров, меѓутоа, знаете, проблематизирање на Втората светска војна, па кој против кого војувал во текот на Втората светска војна, па што се македонците во Канада, што се македонците или како се поделени македонците во Австралија и во Америка. И тоа поминува низ одредени турбуленции, низ одредени општествени, историски и секакви други конфликти во Република Македонија. И првенствено тоа го прави преку фокус, преку Никола Младенов. Се креира одреден амбиент и тоа секнува со војната 2001 година. Во мандат на Никола Груевски никој ништо не рехабилитира или Груевски не се произнесува по однос на тоа прашање, таа улога е дадена на македонската национална или државна телевизија. И имате отварање на такви процеси, Гоце му кажал на Даме му кажал на Јане, меѓутоа првенствено се работи на процес на антиквизација. Процес на антиквизација кој почнува со Васил Тупурковски и крешендото како државна политика во Република Македонија го има Никола Груевски. Во мандат на Христијан Мицковски, гледате, немате отварање на прашање ниту за комитите, ниту за партизаните, ниту за Ванчо Михајлов, Тодор Александров и така натаму и така натаму. Немате отварање ниту на процес на антиквизација, напротив, благо дистанцирање од процес на антиквизација и отварање или обид за рехабилитација на целиот период кој ескалираше со 27 април 2017 година. Всушност, кога вие ќе се обидите да го обоите со нови нијанси,
со нов колор, со све ново. Тој процес на 27-ми, каде што тие кои требаше во наводници да бидат пуштени низ вода, низ процесот или низ Вардар со процесот на 27 април, сега не да ги вратите, туку да го обоите со нови бои тој процес и врз база на тоа ново ретуширање на тој процес, вие да наметнете на нова реалност во Република Македонија, вето овие сите играчи кои беа поврзувани со 27 април или биле фронтмени, тие се сега фронтмени кои го туркат тој процес. Се појават на интервјуа, се конфронтира со сите кои беа на другата страна со 27 април. Тоа не го прават на улиците на Скопје, го прават преку политички дебати, преку политички емисии, преку интервјуи и така натаму и така натаму. И знаете, на крај се го поставуваат прашањето. Ако Александар Вучич сака да го рехабилитира процесот до 5 октомври 2000 година, која е суштината? И ако ВМРО ДПМН сака да го рехабилитира процесот пред 27 април 2017 година, која е суштината? Па суштината е дека одредени личности не може да останат на власт или да се вратат на власт или да се вратат во Република Македонија ако не биде подготвена авионска или воздушно бомбардирање на просторот, бидејќи прво тоа го прават авионите, па подосна влегува артилеријата и на крај стапнува човечка нога или пешадија. За да некој стапне на територија на Македонија или во Србија, вие мора да подготвите терен. Тоа се прави со процеси на рехабилитација. Преку процеси на рехабилитација се подготвува теренот за одредени политички разврски. Како дојде Христијан Мицковски на власт? Така што им ветуваше на странците да го поддржат да дојде на власт и тогаш ќе ги реши уставните измени во Република Македонија. Дека не ги прифаќа уставните измени во Република Македонија, бидејќи не биле консултирани. Дека Зоран Заев, Димитар Ковачевски, Бојан Маричич, Бојар Османи и целата таа екипа не ги слушале укажувањата на Христијан Мицковски или тоа што им го препорачувал Христијан Мицковски или на проблемите на стапиците на замките на кои му кажувал Христијан Мицковски, бидејќи тоа не го почитувале. Прво тие влегле во ќорсокак и второ Христијан Мицковски нема обврска да прифати било што во што нема учествувано. И во сите тие тајни разговори со странците, а тоа се разговори или тоа се шпекулации кои се пушта во штабот Белата палата на ВМРО ДПМН со месеци пред победата на ВМРО ДПМН на ланските парламентарни избори во Република Македонија, дека е договорен Мицковски со странците, чите договорен Мицковски со американците, тие да не го спречат неговото доаѓање на власт, а тој кога ќе дојде на власт, ќе ги спроведе уставните измени во Република Македонија. И не знам дали имате приметено. Во било кој момент, кога Мицковски ќе се приближи балем еден чекор, или вие мислите дека изврше некаков притисок врз Мицковски, дека Мицковски влегол во некој процес на разговори, договарање, евентуално пазарање со меѓународна заедница, ќе ви се јави или Антонио Милошевски, или Тонињо Менкињо, или било кој играч од чинелот на ВМРО ДПМН и ќе ги заостри односите со Бугарија. Како по некоја команда ќе му дадат одредена задача и ничи би изазван ќе излези со одредени филипики, ќе ви каже дека нема да има проширување на ЕУ, дека постои замор на проширување на ЕУ, дека бугарите се во катастрофална позиција, во очајна позиција, дека ЕУ, прво знаете, нема проширување на ЕУ, тоа е првата теза. Па втората теза, ако не помини случајно таа теза дека нема проширување на ЕУ, втората теза дека ЕУ ќе се проширува, но не со консензус некој да може да става вето, туку ќе може со едно апсолутно или со квалифицирано мнозинство да се проширува. Што рече бугарите се во очајна позиција, бидејќи нема да може да става вето поради историските прашања Македонија да стане членка на Европската унија. И тие играчи, гледате, тие играчи ви се провлекуваат и со италијаните кои влегуа или требаше да влезат во Дрисла, да прават транге-франге со отпадот кој тука би се горел во Дрисла, и со укинување на специјално јавно обвинителство, и со конфронтација и заострување на односите со помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. И кога вие ќе ги поставите на купче сите тие работи, плюс тоа ќе се сетите на конфликтот помеѓу Филков, актуелниот министер за правда, и Антонио Милошевски, каде што Филков го нарекува Антонио Милошевски кусурот на Никола Груевски, тогаш не треба да сте многу интелигентен и паметен за да разберете дека две работи. Прво, уставни измени во Република Македонија не направи Зоран Заев, направи Никола Груевски. Без Никола Груевски не се можни уставни измени во Република Македонија. Ако првите уставни измени беа искористени за Никола Груевски да се замени од Република Македонија, зашто ќе бидат искористени
вторите уставни измени ако некогаш бидат направени во Република Македонија. Значи, ако Мицкоски дошол на власт, ветувајќи им на странците, ако ми дозволите да дојдам на власт, и кога ќе дојдам на власт да бидам премиер, ќе ги направам уставните измени, сега сигурно постои структура во ВМРО-ДПМН кој им вели Мицковски сигурно нема да направи уставни измени во Република Македонија. Но ако ни дозволите, ние да дојдеме, говорам за ВМРО-вска структура, ние да дојдеме на власт во Република Македонија, ние, а не Мицковски, ќе ги направи уставните измени во Република Македонија. Ето е суштината на политичките процеси во Република Македонија. И го имате Александар Вучич. 3 избори во мали места, Западна Србија, Војводина, на локални избори во Република Србија. Мионица, Сечен, како се нарекува тие места. Мислам дека да ви ги кажат имињата на тие места, 99,99% од луѓето, или од вас кои гледате ова вонредна политичка анализа, нема да знаете на географска карта каде да ги најдете. И јас за едно од овие места морав да барам на географска карта да ги нам да видам каде се, што се во близина на Валјево, Војводина и така натаму, за да можеме нели да сватиме кој е таму бил на власт, какви се политичките процеси, какви се политичките кохабитации, комбинации и така натаму. Со преку 80% во сите тие 3 места на изборите 2021 година има победено Александар Вучич. Некаде со 88% од освоените гласови. На тие што излегува на тие локални избори 2021 година. Сега за 20 до 30% е намален резултатот на Александар Вучич. И тоа не е толку важно, знаете, резултат се зголемува или се намалува. Тука му направија перцепција дека Александар Вучич и неговата Српска напредна странка не можат да бидат поразени на избори. Во оној момент, кој ќе ви направат, кој ќе ви наметнат, без разлика дали е таа реална или е нереална, дали е објективна или е необјективна, субјективна перцепција, тогаш ви имате сериозен политички проблем. Бидејќи во моментот кога ќе ви наметна таква перцепција дека на избори не може да биде соборен, не може да биде срушен Александар Вучич, тогаш ќе се влезе во процес на срушување или на рушење на Александар Вучич без избори. Нешто слично беше во Република Македонија. Клучна не е 2014, 2015, 2016 година. Клучна е 2011 година, кога СДСМ со Бранко Царенковски со освоени некаде близу 370.000 гласови, не може да го порази Никола Груевски. И на конгресот на СДСМ во Битола, тоа е некаде летото, јули месец 2011 година, тогашниот генерален секретар Андре Петров вели: ние не водевме битка со политичка партија на изборите, на парламентарните избори. Ние се боревме против режим. Во тој момент режимот или стигмата режим беше залепена за ВМРО-ДПМН, беше залепена за Никола Груевски. 2013 година СДСМ ги губи изборите за да биде сменет Бранко Царенковски. Нешто слично ќе се случува сега. Во оној момент, кога вие и на ова ВМРО и на Христан Мицковски ќе им стигматизирате одредена перцепција дека тие не може да се срушат на избори, тоа ќе оди во две фази. Прво ќе го смените лидершипот на СДСМ, читај Зоран Заев, Венко Филипче, и сите кои сметат дека со помош на Зоран Заев може тие да бидат Венко место Филипче, и во втора фаза кога ќе остигматизирате ВМРО-ДПМН дека не прави уставни измени, дека ја има така јавното државата, управата, целото функционирање, работење во Република Македонија, дека не може да се сруши на избори, вие ќе пробате да го срушите и без избори. Затоа е суштината тоа што ја кажувам за Александар Вучич и за Република Србија. Студентите ја остварија својата цел. Прво тоа го направија на улиците на Белград, па на улиците на Нови Сад, па на улиците на поголемите градови во Република Србија, сега му влегува во малите места, сега му влегува во селата. Се промовира во втор политички субјект кој му диши во вратот на Александар Вучич, плюс перцепцијата дека тој не може да се руши на избори. Кога ќе ги споите тие две работи, која ќе биде разврската? Студентите со помош на меѓународна заедница да го замени Александар Вучич. Кога ќе се случи тоа? Па Александар Вучич тоа сака да се случи по Експо во Србија за една, односно за 2 години, кога ќе бидат потрошените 28 милиарди евра. Кога ќе бидат потрошените 28 милиарди евра, тогаш и луѓето околу Вучич кои гледат каде оди процесот, но сите се фатени за гуша еден со друг и сакат како финале на тој процес да ги брцнат раците во медот на Експо, тогаш ќе предадат власта со тие со кои ќе се договорат. И кога ви ги реда фазите, италијани кои сакат да влезат во Дрисла, па рушење на специјално јавно обвинителство, па заострување на односи со Бугарија, тој процес мора да заврши со Страсбург. Гледате, сега имате соопштение на задграничен комитет
на ВМРО-ДПМН во Германија, кои велат одличен е изборот или предлогот или размислувањето Тонињо Менкењо да биде судија на Република Македонија во Страсбур, да го замени баџанакот на Сашо Мјалков. Ако така ќе ги ставите работите, тогаш вие гледате во кој правец ќе од политичките разврски во Република Македонија. И во оној момент кој ќе видите во кој правец од политичките разврски во Република Македонија, само треба да ја отворите картата на Европа. Картата на сегашна Европа и картата на потенцијална Европа. Војната во Украина ќе заврши на еден или на друг начин. Освен Путин, тамо нема некој кој има некој преголем интерес или желба за војување. Путин има желба за војување, бијќи нема што друго да прави. Во момент кога ќе заврши војната во Украина, процесите ќе се префалат и труе на Руската Федерација. И кога ќе погледнете картата на таа нова Европа, по евентуално вакво или такво завршување на војната во Украина, вие ќе видите дека Украина размислува или очекува награда еден дел на Украина да биде составен дел на Европската унија. Во Молдова се завршени процесите и Молдова исто така очекува да биде дел на Европската унија. Црна Гора очекува да биде дел на Европската унија и Албанија прави се 2028 година, значи не 2030 година, да биде потенцијален кандидат да биде членка или член на Европската унија. И кога ќе погледнете таа карта на новата Европа, вие ќе видите дека освен Велика Британија, која е била членка на Европската унија, со Брекзитот излегла надвор од Европската унија и сега пак повторно размисла да биде во некаква форма членка на Европската унија, и имате Швајцарија, и имате Норвешка, кои во секој момент, ако сакат, може да се членки на Европската унија, имате 3 мали државички. Босна и Херцеговина, Косово и Република Македонија. Ако само тие 3 држави не се членки на Европската унија, може ли да процените која е веројатноста тие да бидат приклучени кон некоја поголема држава, членка на Европската унија, или не дај Боже, поделени помеѓу 2 или 3 членки на Европската унија? И во моментот која перцепцијата ќе ви алармира дека некој намерно ги заострува односите со Република Бугарија, тогаш треба да сватите дека тие се класични бугарски играчи. Играчи кои бугарската држава, дали ДАНС, дали некаква друга структура на Република Бугарија, ги има на јадица. Ги има под контрола на Далечевско, бидејќи главен проблем на Република Бугарија е да бидат направени уставни измени во Република Македонија. Значи, главната стратегија на бугарската држава, предводена од Румен Радев и делумно Бојко Борисов, а гледате, тамо се случуваат драматични процеси, драматични протести, и секој се случуваат протести кога се намалува руското енергетско влијание во Република Бугарија, тогаш одеднаш 20, 30, 50 или луѓе излегуваат на Софиските улици, дали на Орлов, дали на Лавов мост, и почнува да се случат политички промени. Како ќе завршат тие во овој момент ќе видиме, но Румен Радев му истекува мандатот и веројатно ќе сака да направи некаков политички субјект и начело на тој политички субјект за една година да влезе во политичка конфронтација со Бојко Борисов и со партијата на турците во Република Бугарија. Се вратиме во Република Македонија. Тие играчи кои ги заоструваат односите со Бугарија, под број 1 не сакаат да има уставни измени и под број 2 реализираат драматична бугарска стратегија во Република Македонија. Која е бугарската стратегија? Па Бугарија ниту подразно не сака да има уставни измени, бидејќи тоа е најголем пораз на современата бугарска држава. Гледате, целата политика на Александар Вучич сега се соочува со потенцијален колапс. Сите кои се неистомисленици на Александар Вучич или кои имат потенцијал тој процес на неистомисленици или енергија на неистомисленици да ја канализират во процес на анти-Вучич политика во Република Србија, се елиминирани. Новак Џоковиќ е веќе прегазен тенисер. Не живее во Белград, сака да живее во Атина. Желко Обрадовиќ, тенорот на Партизан, е сменет по кратка, односно е донесен до зид да мора да се поднесе оставка. Зошто? Бидејќи тој има потенцијал да крене одредена анти-Вучич енергија. Значи, сите кои можат да направат одредена анти-Вучич енергија се елиминирани. Колку да е слаб сега Александар Вучич? Тоа е парадоксално. Вие сте всушност најслаб тогаш кога се обидувате да покажете најголема политичка сила. Покажувате политичка сила, а всушност длабоко во себе знаете дека ви се бројат деновите или ви се бројат месеците додека сте на власт и се обидувате тој процес да го пролонгирате
преку елиминирање на се што може да ви се спротистави на политичката сцена. Проблемот на Србија е што овие студентски процеси или тоа незадоволство од Вучич, имате поделена Србија, едните кои го сакат, но не толку драматично го сакат Александар Вучич, а другите кои го мрзат, кои може да се помалку, но драматично од дното на душата го мрзат Александар Вучич и тие се подготвени да направат се за смена на Александар Вучич. Овие кои го сакат не се подготвени да направат се за останување на власт на Александар Вучич и во таква ситуација Вучич мора да направи пандан на овие кои драматично го мрзат. Тие кои драматично го сакат се Информер, се Курир, се целата таа една медиумска политичка тенкунска екипа која чувствува, која сваќа дека им истекува рокот на траење и тие се таа прва борбена линија преторијанска гарда која го штити или го чува Александар Вучич. Како го прават тоа? Па така како што се научени во овие 20 или 30 години, преку девастирање, преку денунцирање, преку навреди, преку заплашување, преку тепање. Дали е вербално, дали е физичко, тоа е еден исти процес, тоа е една иста ментална енергија. Во таква ситуација, гледате како крахира целата политика на Вучич. Вучич кој седеше на 10 столчиња, одеднаш едно по едно му се измакнува столчињата. Русите не сака да ја продат нафтената индустрија во Србија. Ова рафинерија во Панчево треба да заврши со своето производство и те имат некакви резерви на нафтени деривати до крајот на јануари. Многу помали се резервите на природен газ. Природен газ вела дека ќе најдат од некои други дестинации. А можете ли да претпоставите, ако не биде решен проблемот со нафтената индустрија во Србија, а тој треба да биде решен до 15 јануари, а имат резерви тамо некаде до крајот на јануари, како ќе биде мобилизиран српскиот нафтен свет во Република Македонија? Па ќе гледате бензински пумпи кон границата со Република Србија. Па ќе купуваат цистерни. Па тие цистерни конвои како во времето на санкциите на Слободан Милошевич ќе се отварат, ќе се вртат. По овој нафтен коридор на Хеленик Петролеум кој оди преку Република Македонија повторно може да биде ставен во функција. Значи пари и пари. Кој ќе ги земи парите? Па српскиот свет во Република Македонија. Како најмногу функционира српскиот свет? Така што може да дели пари. Пари од нафта, пари од цигари, така натаму и така натаму. Под број 2. Американците не сакат да му дадат зелено светло. Значи велат договори се со русите, русите не сакаат да се договорат со Александар Вучич. Не може да му простат шверц на оружје во Украина. Мислеше дека преку некои африкански или азиски држави или држави во Јужна Африка ќе може да ги скрие трагите и оружје произведено во Србија да го извези во Украина. Значи со една рака да се поздравува со Путин, а со друга рака да потпишува договори со Зеленски да му испорачува одредено оружје. Тоа го фати русите, не сака да разговарат. Американците велат има санкции кон Русија, кон руска нафта, мора да го решиш проблемот. Се јавуваат маđарите, не може тоа да го направат. Се јавуваат арапите кои му градат Белград на вода, исто во моментот не може да го направат, можеби ќе се договорат до 15 јануари. Има само 1,5 месец, Вучич да ги реши сите тие процеси. Со Молдова е влезе во конфликт, бидејќи на територија на Србија биле кампови каде што се обучувале луѓе за одредени политички процеси во Молдавија, промена на власта, менување на Маја Сандо и така натаму, пред една или пред 2 години, навивачки групи, нови екипи кои играа од Република Србија со одредени екипи од Молдова или од Приднестровје, не им беше дозволено да влезат на територија на Молдавија, бидејќи биле етикетирани дека учествувале во некакви процеси на тренинг кампови, на обуки и така натаму. И кога вие ги имате сите тие процеси, кога ви се растура као кула од карти, целата стратегија не да бидете Јосип Броз Тито, туку да бидете многу повешт од Јосип Броз Тито, со сите да жонглирате, со сите да кокетирате, плюс Народна република Кина, тога знаете во еден момент точно ќе сватите дека не сте калибар на Јосип Броз Тито и дека времињата се буквално изменети. И во моментот кога Трамп и Путин ќе почнат сами да се договарат, нема да им бидат потребни ни Вучич, ни Орбан, односно некаква современа реминисценција на Јосип Броз Тито. Во такви услови, и за едниот и за вториот, доаѓа период кога треба да биде сведена цртата. Корисни се или се некорисни? Ако се малку корисни може да преживат, а ако се некорисни ќе биде да ја климе ново дете. Сума сумарум, Милошевич заврши со цистерни, нафта, конвој, кршење на санкции. Како што трнал Александар Вучич, може да се репрезира нешто слично, а и не мора. Меѓутоа тие се николци на нервоза.
Нервоза која се гнездува, која се лепи за системот. Знаете, како овие масноти кои ви се лепат за крвните садови, со тек на време стануваат повеќе масноти од крвни садови, почнува да не функционира системот. Артерии, вени не може да има нормален крвоток, не може нормално да функционира системот. Нешто слично ќе се случи во Република Србија. Јас не верувам дека тамо ќе може да се прават преврати од типот на шарена револуција или од типот, не знам, на Обреновиќ и Караџорџевиќ и така натаму и така натаму. Тамо ќе има запушување на системот сам ќе стане проблем за свое нормално функционирање. Бидејќи во моментов нема замена за системот, не се прават радикални политички процеси. Во моментот кога замената ќе се роди и кога самиот систем или делови, реслови на системот ќе побараат замена, тога замената автоматски ќе биде ставена. На местото на Вучич ќе дојде Александар и ќе биде завршен политичкиот процес во Република Србија. И то всушност ќе биде финале на еден процес кога Вучич не може да го глуми Ердоган, бидејќи не располага, уште помалку може да го глуми Владимир Путин, бидејќи не располага со таква економија, со таква политика и со таква воена сила да може да биде Ердоган или да биде Путин. И му останува да биде Орбан или да биде Лукашенко, бидејќи не може во моментов да биде ниту Орбан, ниту Лукашенко, тоа може да заврши, како велат, воз да оди во пченка или воз да оди во кукурус. За Ердоган почнавме само кратка една секвенца. Има в изминатиот период разговори со дел на турските воени структури, присутни тука, на Балканскиот полуостров. Не во Република Македонија, тука на Балканскиот полуостров. И моето прашање беше како ќе се однесува Турција при евентуална воена интервенција или воен конфликт помеѓу НАТО и помеѓу Руската Федерација. Нивниот одговор е следен. Турција на војнички план може да е модернизирана, може да има опремена својата армија, својата војска, дури и повеќе од Руската Федерација. Но одредени фронтови, како што беше во Либија, кога војува турски паравоени структури со структури на Вагнер, групацијата, која беше доминантна до пред неколку години војната во Украина, турците извојуваа победа. Во војната во Нагорно Карабах, помагајќи го Азербејџан, турците ја поразија Руската Федерација. Меѓутоа Русија 3 години во војна. И тука не станува збор само за оружје, помодерно или помалку модерно оружје, туку станува збор за истренирана војска. Русија располага со 1 милион, па и повеќе од 1 милион истренирани војници. Истренирани на украинскиот фронт. Турција нема така истренирана војска. Има одредени конфликти во Сирија, има одредени конфликти на домашна територија со курдите, има некакви конфликти тамо во они северен дел на Ирак, исто така со курдските милитантни структури, пред еден поголем дел од нив да не влезат во процес на политичко примирие. Меѓутоа нема така истренирана војска како што има Руската Федерација. Сума сумарум, Турција ќе ја следи политиката на НАТО и Турција нема да солира. Тоа се нивните стави. Иначе Турција нема да солира и ќе ја следи политиката на НАТО. И како вели Каракачанов, во моментот во структурите на НАТО само 2 држави може да водат активна војна со Руската Федерација, тоа се Соединетите американски држави и тоа е Република Турција. И ако Турција ја држи страната на НАТО, што ќе рече страната на Германија, страната на Франција и страната на Велика Британија, тога се прави еден пул, се прави одреден блок. Соединетите американски држави, Индија која сака, која продолжи да го глуми Јосип Брос Тито и движењето на врзаните, Руската Федерација и НАТО минус Америка, но со Турција која ќе следи политиката на НАТО. Така да сума сумарум, Вучич не може да биде ни Путин, Вучич не може да биде ни Ердоган, како што сега стојат работите, се помалку може да биде Лукашенко, а може да бидат со Орбан и да има заедничка судбина и Виктор Орбан и Александар Вучич. Ова беше нашата вонредна политичка анализа. Во недела вториот дел на интервјуто со Бранко Трајановски, одлично интервју. До сега 80.000 прегледи, веројатно ќе стигне повеќе од 150.000 прегледи. До недела и до вторник, пријатно вечер Македонија, каде и да си.